Вели дека лани се регистрирани 239 пријави за кршење на правата и насилство врз децата. Она што загрижува е што е зголемен процентот на насилство во воспитно-образовните установи. Образованието ја губи улогата на воспитувач, насочувач, не се користи слободното време со децата преку формирање на организирање на трибини, форуми за проблемите со кои се соочуваат. Наставниците не се мотивирани доволно заинтересирани да работат со децата. По завршување на училишниот час едноставно се исклучуваат од било каква одговорност во работа со децата. Психолозите и педагозите се уште се третираат како институција каде нешто се сгреши се упатува на разговор, а не како улога за превенција на одредени состојби, и она што мислам дека отсуствува, а е наша препорака до комитетот, секој училиште треба да вработи социјален работник. Кога станува збор за семено насилство, од регистрираните случаи кои што ги имавме, најчесто физичко насилство има од родителите спрема децата, кога родителите се зависници. Значи се корисници на наркотични или алкохолни средства. Тоа представува уште еден дополнителен проблем кој што ги имаме, бидејќи децата покрај тоа што се изложени на насилство, тие учат и еден друг модел на зависност. Протест на вработените во компанијата One. Српскиот премиер